Темата на денешната пресконференција е преку стимулативни мерки до поголем раст и приход на туризмот во вкупната економија. Пред да им дадам збор на присутните представници од нашите членки во рамки на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанска комора на Македонија, јас ќе се осврнам на кратко на статистички податоци за оваа дејност. Значи, согласно статистиката може да видите дека во континуитет има раст на бројот на гости, односно бројот на туристи кои што ги евидентира домашниот, односно македонскиот туризам, но има и континуиран раст на бројот на ноќевањата. Периодот што го анализираме е 2010 со 2015, односно последни статистички податоци од 2016 година. 1990 година е ставена како репер година затоа што тоа е година кога се остварени повеќе од близу 1 милион туристи во Македонија, што всушност е и целта во одреден период нанапред да се оствари оваа бројка. Ако се анализира и периодот јануари-септември 2016 година со истиот период од минатата година, исто така може да се забележи раст и на вкупниот број на туристи, но и на домашни и на странски. Иако мора да забележиме дека за разлика од бројот на странски туристи и бројот на ноќевања реализирани од странски туристи, кои што се во континуиран пораст, кај домашните туристи во одреден период имавме дури и намалување, во овој период се чувствува мал пораст со стагнација и на бројот на туристи и на бројот на реализирани ноќевања. Ако се анализира од земја од каде што доаѓаат туристите, во овој момент зборуваме за странски туристи, може да видите дека континуирано неколку години наназад, значи првите неколку места ги заземаат исти земји, значи најдоминантен е бројот на туристи од Турција, а ако се анализираат ноќевањата, најдоминантни се ноќевањата на туристите од Холандија. Следуваат понатаму туристите од Србија, Грција, Бугарија, Албанија, Германија, Полска, Хрватска, Косово, Италија и Словенија. Тоа се всушност 12 земји од каде што доминантно и континуирано стојат на овие 12 места според бројот на туристи кои што дошле во Македонија, но и според бројот на остварени ноќевања. Ако анализираме и колку средства се дадени по основ на субвенции за странски туристи на тур операторите, споредено периодот 2010 до 2016 година, одвоени се околу 10 милиони евра за субвенционирање на странски туристи и знаете дека субвенционирањето е по однапред дефинирана програма според број на реализирани ноќевања, според начин на пристигање на туристите и така натаму. Ако се анализира и девизниот промет од патувања, може да се забележи дека тој до 2014 е во континуиран пораст, но 2015 има намалување, 2016 проекциите за првите 6 месеца се на исто ниво како и претходната 2015 година. И ние тука ќе завршиме со статистичките податоци. Она што би сакале следно да покажеме е зашто ја правиме оваа конференција и зашто Сдруженијето за угостителство и туризмот при Стопанската комора на Македонија смета дека државата во следниот период треба поактивно да биде вклучена во креирање на овој амбиент за оваа дејност и во насока на остварување поголеми приходи. Тоа е затоа што ако се споредуваат клучните индикатори, приход од девизен ефект, приход од туристичка такса и ние овде како ставаме приходот од 18% ДДВ во угостителството во делот на промет на храна и напитоци, може да кажеме дека од 2010 година до 2016 година, од прилика до 6 месец оваа година, според официјалните статистички податоци, во државниот буџет се инкасирани околу 900 милиони евра по основ на овие три параметри. Имено во оваа насока, со цел воспоставување поголем приход од туризмот и развој на туризмот и угостителството согласно перспективите и можностите на оваа дејност, Стопанската комора на Македонија преку Сдруженијето за угостителство и туризам организираше и конференција на тема преку конкретни стимулативни мерки до очекуван раст и приход на туризмот во вкупната економија. Оваа конференција беше поддржана од Министерството за економија при владата на Република Македонија, а на истата учествува и представници од повеќе меѓународни институции, од бизнис асоцијации од истата дејност кои што функционираат во рамки на Македонија, но изостана представници од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, иако беа поканети и иако потврдија нивно присуство.
Инаку преку материјалот што беше презентиран на конференцијата, Сдруженијето за угостителство и туризам сублимираше и заклучоци во рамки на 3 подтеми со анализа на туризмот, со анализа на угостителството и анализа на образованието во оваа дејност. Ние би сакале да потенцираме дека и тоа што ќе го слушнете денеска, а и заклучоците и констатациите што ќе бидат испратени до надлежните државни институции не се новина, тоа се всушност иницијативи, барања, предлози, мислења, ставови кои што се и досега доставувани до надлежните институции, како во писмена форма, така и во усмена комуникација, но сепак и овој пат сакаме да упатиме порака дека доколку сериозно не бидат сватени заклучоците и забелешките на бизнис секторот од оваа дејност, нема да може реално да се остварат проекциите што се предвидени во стратегијата за туризам, донесена оваа година, со рок на важност до 2021 година. А тие проекции предвидуваат учество на туризмот и угостителството со 5% во бруто домашниот производ од сегашните 2,4%. Овие заклучоци всушност ќе сочинуваат и програмата на Сдруженијето за угостителство и туризам што следната година ќе биде предмет на анализа во рамки на Сдруженијето. Јас сега ќе му дадам збор на господин Славе Сирачевски, еден од заменик председателите на Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанска комора, подетално да објасни за оваа тема. Повелете. Добар ден и почитувани новинари. Сакам да кажам дека согласно актуелните состојби во туризмот во моментот доминираат два вида на туризам кои се разработени или да кажеме актуелни, тоа е езерскиот и градскиот туризам во Македонија, но ние сметаме дека во натамошниот период е подобро и да се фокусираме на други три вида туризам, каде што не бележиме во моментот никаков успех. Тоа е планинскиот туризам или зимскиот туризам и рекреативниот туризам, банјскиот туризам и транзитниот туризам. Во планинскиот туризам во последните неколку десетици години ние немаме вложено апсолутно ништо во инфраструктурата и за развој на тој вид на туризам. А ги имаме неколку центри, јас ќе ги набројам, тоа е Попова шапка, Маврово, Крушево и Пониква, и можете и вие да се сложите дека на Попова шапка апсолутно можеме да кажеме дека е ставено на маргините и во заборавот, затоа што не се одржува ни патната инфраструктура, не се одржува жичарата и нема изградено во последните години никаков хотел со кој што би привлекле ние туристи. И можам да кажам дека дури на домашниот пазар туристичките агенции и туроператорите воопшто и него нудат тој центар. Маврово. На Маврово можеме да кажеме само дека има неколку хотели, тоа е Радика, Бистра и некои помали хотели, да не ги набројуваме, што во капацитет е толку многу мал, што апсолутно не можеме да кажеме дека можеме да и маркетиншки или заедно со нашите туроператори во Македонија направиме некоја стратегија за да можеме да го промовираме на персите или да го промовираме некако појако. Крушево, само еден хотел, тоа е Молика, Монтана, извинете, кое што не е доволно. Исто можеме да кажеме на Пелистере, тоа е Молика, и на Пониква како центар кој што немаме за сега апсолутно ни еден хотел. Само за споредба, да кажеме, во околината која не окружува, тоа е Златибор, Копоник и Банско, толку е многу развиен зимскиот туризам, да еден Златибор има веќе 1 милион ночевања. Да не ви кажувам за Банско и да не ви кажувам за Копоник, каде што имаат огромни девизни приливи, а ние во Македонија имаме исклучително убави услови за развој на тој вид на туризам, но некако го оставивме во заборав. Иако имаме над 20 врвови, над 2000 метри надморска висина, каде што можеме да и размислуваме да отвараме и други центри. Јас се сеќавам за време на уште моето студирање на туризам, 70-тите години, имаше направено студија за развој на зимски центар на Солунска глава,
но до ден денеска тоа ништо не е направено. Друг вид на туризам, тоа е банскиот туризам. Можеме да кажеме дека во Македонија изузетно добри услови за развој на тој вид на туризам. Имаме многу термални води, но за жал еве на критика да тие термални води повеќе служат за некои оранжери на наводнување, него направење на центри или правење на стратегија за развој на тој вид на туризам. Например, Кежовица, знаете и самите дека не работи, Бања во Кочани не работи, Катлановска бања има само еден хотел, Дебарски бањи може да се пофалиме дека тука имаме развиено туризам и добро работи Дебарските бањи, Негорските и да не ги набројувам имаат по еден или два хотели од 2 или 3 звезди, што апсолутно ни еден домашен туроператор или домашна агенција тоа не го нуди. И сега би кажал нешто и за третиот вид на туризам, тоа е транзитниот туризам. Исто голема критика, затоа што тој вид на туризам мислам дека може да донесе многу голем девизен ефект, но не ни е разработен поради фактот што од Табановце, да кажеме, до Грција ние немаме ни еден мотел, немаме ни еден хотел, немаме ресторан каде туристите можеме да ги зауставиме, дури немаме ни културни тоалети, да не кажувам менувачници, и сето тоа имаме голема критика во делот на странските туроператори. Не можеме да ги задржиме ни по една вечер тие транзитни туристи кои патуваат за Грција или за Турција, што мислам дека во перспектива државата треба да се концентрира малку на тој вид на туризам, да даде одредени локации во магистралата број 10 и да се изградат објекти што можеме во перспективи да рачунаме на тој вид на туризам. Но сето тоа да се направи, ние треба да имаме по мене извадено 5 сериозни работи кои треба да ги направиме во перспектива. Тоа е по мене сериозна патна инфраструктура во Македонија, сериозна хотелска инфраструктура. Ние во Македонија можеби да се даваат и поевтини кредити со 1 или 2%, како што го даваат одредени држави, би никнале многу повеќе хотели и повеќе би ги привлекле странските туристи, сериозни ресторански услуги, квалитетен персонал и транспорт. Исто тука имам напоменато дека во Македонија треба сериозно да се работи на отстранување на сите депонии кои што се гледаат од страна покрај магистралите и носи лош печаток на сите туристи кои доваѓаат овдека да ја посетат Македонија или па се на транзит према други дестинации. На минатата пресконференција наведовме добар дел од тие мерки и активности и последната активност која што беше организирана беа потенцирани сите да кажам и застои и мерки кои понатаму би се превзеле како би се унапредил туризмот во Македонија. Јас конкретно би се осврнал на неколку мерки кои што би требало да бидат актуелни доколку сакаме да развиваме подобар туризам или доколку сакаме од ова ниво каде што сме моментално да го унапредуваме и да одиме и понатаму поквалитетно и да го развиваме во на поголеми степени. Враќањето на домашните туристи. Во Македонија одамна ова прашање не е покрената. Нашите туристи исто така даваат добар инпут во економијата и во развојот
на туризмот. Домашните туристи се за секоја земја многу важни, бидејќи во ниската сезона, да кажам, и вон сезоната ги имаме овој тип на гости. Што треба да се направи за да ги вратиме домашните туристи? Со еден взаемен договор помеѓу бизнис секторот, меѓутоа и државата како страна, која што би се вклучила да помогне во овој процес. Овде мислам на взаемен джентлменски договор помеѓу туристичките агенции и гостителските објекти и државата која што би дала некои стимуланси во ниска сезона и вон сезона. Овде може да се примени, да кажем, и моделот и да се почне со одредена категорија на лица. Тоа се студенти, ученици, пензионери и лица со специјални потреби. Значи, прво тие би се стимулирале да доаѓаат и да бидат сместувани во нашите домашни сместувачки капацитети, а понатаму и по примерот на Хрватска и останатите земји, да кажам, кои што имаат повеќе искуство, би можеле ова мерка, например, да се унапредува. Исто така, бараме поголема соработка на државните институции со бизнис секторот при креирањето на политиката во туризмот и стратегиите кои што се однесуваат во нашиот сектор. Поголема координираност на саемски манифестации и презентации на нашата земја, надвор, да кажам, на манифестации каде што треба да бидат представени нашите потенцијали, поголема вклученост на приватниот сектор при организација на овие манифестации и добра координираност помеѓу истите. Понудата која што ја даваме на странските туристи до сега се однесува само на езерскиот и на градскиот сектор од туризмот. За да бидеме попривлечни, би требало туристичките агенции и институциите да дадат акцент на алтернативниот туризам, кој што е туризам во развој и кој што е се повеќе и повеќе баран на пазарот. Исто така, многу е важно на туристичките места, посебно кај што гравитираат туристите, да се организираат повеќе настани, концерти, манифестации, културни манифестации, збиднувања, како би можеле периодите што се вон сезона и во ниска сезона да бидат продолжени и да бидат атрактивни за домашните и странските туристи. Исто така, важно е подигнувањето на свеста кај народот за хигиената. Апсолутно, тоа е еден важен сегмент при унапредувањето на туризмот и еден од основните постулати за развој на туризмот. Едукацијата на локалното население дека вработувањето во секторот туризам може да биде за нив многу важен инпут и сегмент како би се развивале локалните региони, а хотелските сместувачки капацитети би го решиле проблемот со квалификуваната работна сила. Исто така категоризација на автобусите кои што се користат за туристички патувања, тоа е мерка која што треба да биде во скоро време превземена и која што треба да се решава. Контролата нормално и следственост на работата на туристичките агенции и спречувањето на нелојалната конкуренција од страна на човек агенциите кои што го реметат имиджот на нашата земја. Би се осврнал исто така во секторот на угостителство.
каде што побаравме реализација на иницијативата за намалување на ДДВ-то од 18 на 5% на храната во угостителските објекти, дали се тоа хотели или ресторани. Бидејќи ова би значело и прилагодување на цените на домашниот пазар и прилагодување на цените на одредени пазари странски во регионот и надвор од нашата земја. Правилната и наменска распределба на туристичката такса, значи од ова туристичка такса која што се инкасира на локално и на централно ниво, да бидат превземени конкретни активности во подобрување на патната инфраструктура, транспортната воопшто инфраструктура и реализација на проекти кои што се врзани исклучиво за туризмот и за туристите кои што би доаѓале во Македонија. Вложувањето на обновливи извори на енергија, таму каде што имаме природни термални извори, да се развиваат, за да можат сместувачките капацитети да ги покријат своите трошоци кои што се највисоки во делот на грејењето. Меѓутоа исто така овде да се размислува и за развивање на гасификација на целата територија на Република Македонија, колектори сончеви и така натаму. Исто така моделот за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност дефинитивно треба да се смени. Истиот е преобемен и натовар на туристичкиот сектор, на приватниот сектор. При оваа категоризација може да се употребат компаративни анализи како тоа се прави во земјите од регионот и во земјите кои што имаат развиено туризам и туризмот е на повисоко ниво. Исто така прилагодувањето на работата на угостителските објекти во руралните средини може да послужи како една од мерките со кои што угостителските објекти во овие средини би добиле некој си вид флексибилност во начинот на својата работа и така би станале по-атрактивни. Би се осврнал исто така и на образованието кое што во туризмот треба да се значително унапредува. Овде мислам на тоа да задолжително средните туристички училишта и факултетите за туризам задолжително 2 семестра воведат пракса, каде што праксата ќе извршуваат во хотелско-угостителските објекти, туристичките агенции, ресторани и така натаму, со цел да се следи исто така и тој процес како се одвива и на крајот истиот да се оцени и истиот да се даде соодветна диплома и лиценца. Таму каде што гравитираат голем број на туристи, да се побара воведување на факултативен втор јазик на факултетите, па може би и средните и училишта. Конкретно мислам на регионот Охрид и Струга, кај што гравитираат туристи од Холандија, а сега во поново време и од Полска, од јазиците на овие земји да бидат дефинитивно вклучени како факултативни изборни предмети. Останатите региони по потребата да бидат вклучени и други јазици за изучување. Значи, ова би било нешто, така да кажам, сублимирано од целосната иницијатива и организацијата која што Комората имаше во секторот за туризам.
се надевам дека овие мерки ќе допринесат за развој на туризмот и дека во наредниот период посериозно ќе пристапиме кон развивање на оваа дејност и на крајот целта 5% од бруто домашниот производ да биде постигнат од страна на туризмот.